Вработувањето, паркирањето и изградба на посебни патеки со звучни сигнали се само дел од проблемите и барањата на слепите лица од Македонија. Тие денеска во просториите на Сдруженијето на слепи лица од Струмица имаа средба со слепите лица од Бугарија, каде разговараа за проблемите со кои секојдневно се соочуваат и разменуваа искуства. Целта е, оваа цел е да се сретнеме, да се видиме, се разговараме за проблемите наши нивни и искуства кои ги имаат они и ние, така да тоа не е таа цел и да сакаме во едно време памесно да се среќаваме повеќе пати, почесто. Проблеми се многу, меѓутоа најголем проблем е вработувањето на инвалидните лица во Македонија. Второ, достапноста на институциите за слепите и другите инвалидизирани лица во Македонија. И трето, значи во сите градови во Македонија треба да се обезбедат патеки кои што ќе бидат направени и специализирани за движење на 100% слепите лица, како што треба да се постават и звучни семафори и така да слепиот човек да биде побезбеден во сообраќајот, односно кога се движи пешки по тие патеки да биде по неговиот живот да биде побезбеден. Ова е прва средба на Сдруженијата на слепи лица од Македонија и Бугарија. Се надеваат дека соработката ќе продолжи и понатаму со цел да се продлабочат односите помеѓу двете земји. И нашата цел с тия посещения е да се засили контактите между двете сдружения, хората по-често да си гостуват помежду си и всъщност идеята е да си обменяме мисли как да решаваме проблемите, тъй като както за България, така и за Македонија. Нашата цел на оваа средба е да се зацврстат односите помеѓу Сдруженијето на слепи лица од Бугарија и Македонија. Идејата е да си разменуваме мислења и идеи за како да ги решаваме проблемите во двете земји. Целта на нашите здруженја е и колку можеме повеќе слепите лица да ги интегрираме во општеството. Во Бугарија имаме многу помошни средства за слепите лица, апарати, часовници со чија помош тие можат да бидат самостојни. Технички средства, които са говорещи и слепият човек само като чува, имаме апарати, имаме часовници, имаме кантари, които всичко слепия ги слуша и по този начин той може сам да се обслужва. Значат много за нас тия срещи, защото това са наши Ваквите средби се многу значајни за нас слепите лица. Сите сме со иста судбина. Не можеме да се делиме по нација и вера, бидејќи ние сме едно исто. Можем да се делиме на нации, на каквото и да било, ние сме си едно и също. Националниот сојуз на слепите лица во Македонија е формиран од 1946 година со цел да ги подобри условите за живот и работа на слепите лица, како и нивна социјализација и интеграција во општествената заедница. Во него членуваат повеќе од 2500 слепи лица.